Мандар, здраво, ти благодарам што прифати да бидеш мој соговорник. Не се за прв пат на Хајп. Со Тара се снимавте, ја нема да те Веќе ми карам. направи са чекуша, да? Нема да те карам за петардите. Тама, драго. Ќе поразговараме малце за твојот живот. Кажи ми за почеток како си, како се чувствуваш? Абе, види, секогаш кога сум кај Тара у продукција, односно некаква Барбароса со Тара, морам да бидам добар. Оти човек што не е добар у главата, односно психички што не е стабилен, Тара не може да издржи. Така што, не, се Што шалам. тоа треба да значи? Не, се шалам со Тара, знаеш дека сме другари долги години и чест и задоволство ми е што го стварно што почна да успева да го прави овој во Македонија. Знаеме дека Србија нели веќе е успешна оваа тематика, така што чест ми е што баш кај Тара можам да бидам гостин и да бидам дел од почетокот на оваа прича. Кажи ми за почеток, како човек кој доброволно служел војска, прерасна во јутјубер, инфлуенсер, каков беше тој прогрес? Види, прашањето е одлично, до сега сум го одговарал ова милион пати, меѓутоа никогаш вака не ми го поставиле, кога ќе го поставиш вака како еден човек што на пример отишел доброволно војска, таму имал амбиции, па стигнал до тоа да биде јутубер, јас не знам како. Едноставно се десија некои работи, у рок од една година ми се десија такви неколку преокрети. Јас имам дано неколку интервјуа, да не ви го тупам се и овде зошто како па жалопојки со војската, меѓутоа у еден момент, кога мене ми пропадна тоа работа со војската, се склопивме со Стефан Лазаров, он почна да снима од нигде никаде, брат да ми даеш поддршка, му дав поддршка, почнавме со некој, односно он почна со некое GoPro купено со на рати и така натака, јас немав ни крај памет, ја вака пред камера не можев да седнам, значи ја бегав пози камера, ама му помагав на Стефан на почетокот, бев до него цело време и некако кај луѓето се виде дека не сака камера или така некако да објасни сам тоа, меѓутоа јас не сакав. Со тек на време почна луѓето да ме барат. Стефан почна да ми биде као брат, ајде, почни. Значи, кога почнав година дена пред тоа ме прашаше некој, дали ќе бидам јутубер или нешто такво дека ќе правам, ќе му рече брат, ти си будала. Така што како почна брат од нигде никаде, на кратки црти од нигде никаде, не свесно. Кажи ми, дали сметаш дека да не беше Стефан Лазаров, ти немаше да допреш толку медиумски? Добро. Не беше Стефан Лазаров, јас немаше да бидам тука. Сега ми да ти го дам интервју, поради тоа што моите амбиции, како што ти кажав, беа на скроз друга страна. Значи, допирна точка нема со камера. Ја бегав од камера. Знаеш, оноа, може би трема, може би срам од објектив и така натака, ама немаше како да дојдам у допирна точка, нити па амбициите ми биле некогаш да бидам, не знам, водител или јавна личност. Не, напротив. Така што све што дужам, му дужам на Стефан Лазаров, у смисла на професионално сега ова што го радам. Така. Што мисли за моменталната ситуација во која се наоѓа Стефан во врска со гивавеот? Дали си му поддршка? Јас знаеш, викаат, вистинските другари се познаваат во тешкото, не у лесното, затоа што кога е лесно, секој ќе биде до тебе. Кога имаш пари, кога си успешен, нау, бау, сега да не бидам безобразен, тука не знам каква ви е тематика. Има бип, не се. Дали сте family friendly, па ако има бип, сите ти го дека си успешен. Меѓутоа, ако ќе дое јајцето, гледаат да се тргнат. Така да, јас и првиот пат бевме скарани, не знам колку се запознаа со ситуацијата, кога беше ситуацијата со Латекс. Кога сите се тргнаа, јас и он бевме скарани, јас бев првиот што му се јави и брат карани, тоа кај мене не важи, ја и ти сме браќа, што и да ти треба тука сум. Кога е најтешко сум тука. Така и сега. Сам ич не треба да ме прашаш дали го поддржувам. Со две раци, со две нозе и со една глава го поддржувам. Сваѓаш? Целата ситуација според мене искрено живееме у држава во која што да проба некој да направи нешто различно освен турска серија, ќе биде сватен погрешно. И мора да му се направи хајка, поготово уште една работа е тоа што секој ти простат луѓето, успехот нема да ти го простат. Ова е на Чичко Зочко, Бог да се го прости фраза, така што тоа е баш така како што е кажано. Стефан ги има сите тие ствари уедно, значи најуспешниот човек у државава е според мене, кога станува спор за пред камера. Така што хајки класични, не знам дали од народов и неписменост и телевизиве спинуваат и сите тие работи, така, моје мислење дека треба да се свирка, ја му ставив едно стори за поддршка, не пишав реферати, само еден бридж ставив и мислам дека тоа кажува све. Во врска со твојот YouTube канал, кажи ми со каква содржина, која пласираш, каква содржина се чувствуваш свој на својот? Знаеме дека започна со малце поинтересна вака содржина. Со пренкови. Со пренкови, да, интересни. Кажи ми сега каква е ситуацијата? Морам да ти тргнем од почеток. Зошто го почнав тоа така? Затоа што знаеш дека почнав со Стефан заедно. Воден од тоа, јас немав никаква идеја што да правам.
Односно моите идеи коштаат најмалце €1.000.000 да се направат на годишно ниво и вклучуваат оружје, што во Македонија малтене невозможно. Па така што единствено нешто што имав како пример тогаш беа Джипи, не знам, Стефанатор и Лазаров, так и Ритко во тој случај беше. Мислам, во тој период. Затоа почнати со пренкови. Природно сум силут сам по себе, меѓутоа сватив дека да, се гледа, тоа е гледливо, али јас сум човек што не може да прави нешто со сила кога не го сака така. Значи ја не правам ствари со сила. Почнав со пренкови, поминува, сватив дека не е тоа, не сум јас, не сакам да бидам циркузант, застанав. Кога ми порасна малце YouTube каналот, кога почнаа ме препознаваат луѓето, сметам дека можам да пробијам некој друг начин на размислување, друг начин на видео, друг контент кој што го нема во Македонија. Така што на прашањето што се пронаоѓам највише, тоа е оружје и природа. Сакав да го склопам тоа некако со survival видеа и така на така, по планини да преживувам едно друго, меѓутоа сватив дека тоа зема премногу време. Јас сум one man show. Сега вработив едно дете кај мене, имам уште една особа што ми помага, значи двајца, тројца сме фактички кај Мандару продукција. А во тој период бев сам. И сега замисли, идам, поминувам 2-3 дена на планина, после тоа се враќам мртов уморен, изморен, без јадење, без пиење, ништо. Треба сам да го измонтирам тоа и сама знаеш колку време одзема монтирањето, значи јас требаше малте на една недела да работам без престан за да извадам едно такво видео. Затоа баталив тоа, не исклучувам дека ќе продолжам сега кога имам можности пари да го извадам тоа сам, меѓутоа после тоа продолжив на гейминг, иако не никој кај нас освен детски некој Джипиш и Стефанатор што снимаа за деца, друг никој не ни стримаше. Најдов на коментариот, абе брат, шо ке ти е тоа, као не проаѓа тоа кај нас. Отидов со Глаудзите, истото беше и со раке и салата, првиот подкаст што го направив. Така што сум пробал све и свашта, а највеќе ми исполнува, искрено морам да кажам, геймингот, што си го правам, тоа ми е ем за работка, ем разонода, ем некако ме исполнува и видеава со тие со survival видеата, значи со оружје. Се заработува ли доволно геймингот? Јас со геймингот ги видов првите пари на YouTube. Јас сум го кажал ова многу пати, првите 2 години и ќе се откажав да не беше Стефане повторно. 2 години заработив вкупно во 2 години можеби €150 од YouTube. Вкупно, што се 24 месеци. Не ме паѓа точно за збор. Али да, беше сериозно тешко, по $2-3 месечно на почетокот. Едини што викаше не се откаже, ја ќе се откажав. После 5-6 месеци ќе се откажав. Стефан беше у фазон као немој брат, ќе видиш. Значи гледај мене, Стефан тој период почна да заработува некој 700-800 евра месечно, знаеш што беше ти 700-800 евра месечно? Ние од улица дојдовме брат без пари, он у телевизија работеше за 20.000 дарки. Го малтретираат со бајле до вечер у утринс. Ми вика уживај, ќе видиш дека ќе биде како што треба, издржи брат, молим те не се откажувај. На волку бев неколку пати, се откажам, не се откажав. И со геймингот кога го почна првите донации, знаеш како е од суперчат со ова, почна првите донации, видов дека имам нешто. И Стефан ми рече, гледаш дека има нешто у тебе интересен, си терај. После тоа го направив нели раке и салата или не знам како беше. Првото или првото, не е битно, почна да влагаат некои пари, почна некои први рекламчиња ситни да влагаат едно друго. И фала му на Господ, неве денеска заработувам, па сега не сакам да кажам суми, затоа што кај нас не е стабилна, може да те лажат, али сериозно добро заработувам за македонско подкаст. Како и да ние те поддржуваме максимално и луѓето како тебе што се трудат реално со нешто свое. Фала. Кажи ми, постои ли некој македонски инфлуенсер со кој имаш нарушени однос? Македонски инфлуенсер. Може и јавна личност, еве да речеме. Неам у моментов не споменјам некој, не ме споменја некој. Имало гачки у минатото со оној Давид, имало со Миро, слушавме зборал, иако не го познавам лично. Миро Кацаров? Да, кој друг, не знам. Сум имал не знам стварно, али генерално последен период не знам дали приметувате, тргнат сум од тие глупости скроз. Едино што можам да се замерам со некоја политика, нели политичар, пошто се коментирам такви работи, али со луѓе од јавна сфера не се препуцавам, а поготово со луѓе што не сметам дека ми се на ниво. Така што тоа завршена прича. А постои ли некој Инстаграм профил или еве да речеме YouTube канал кој би го избришал? Не кажа постои. Не, знаеш како? Можам да не се сложувам со тебе, меѓутоа ако тоа пример на него се му носи леп. Мене не ми се свија интервјуа, ја можам да те искоментирам. Но ја не ве бил. Според мене не ве бил. И тука ќе заврши све, не ве гледам поише. Ако тоа ти носи леп, ја не сум дужен да ти го земам на тебе левот. Ако има пример будала што ќе те гледа, нека те гледа. Ако има будала што ќе те плати, нека те плати. Исто да го зборат и за мене. И јас тука не гледам ништо спорно, така што не би му се смешал на никој левот.
али еве кога станува збор за содржина, само едно не би поддржал, значи некои дегенерички вредности од типот на не знам, некои LGBT такви некои глупости, ако морам веќе нешто да кажам, немам конкретно некој канал, меѓутоа тоа јавно не би го одобрил да се емитуваат некои такви работи, не дека ги има, него едноставно како идеја не си. А вие што имаат OnlyFans профили? Не ги поддржувам, не се сложувам со нив, меѓутоа ако можат манекенки на Викторија Секрет да заработуваат пари да излагаат по бикини на модна писта, нека заработуваат и овие на OnlyFans. Да имам керка што би отворила OnlyFans, не знам како би поминало тоа, секако нема да ја поддржам, меѓутоа док има овци, ки има и вуна, така што нека се тераат слободно. Не поддржувам, меѓутоа пак ќе кажам, ако ти е тоа лебот. Така е. Кажи ми, доколку нашиот Марио Арангеловски би имал подкаст во иднина, дали би му гостувал на подкастот? Секако дека би му гостувал, зашто не му гостувам? И излезе, пак ќе кажам, јас и Марио не се сложуваме, многу е да кажам 80%, ама не се сложуваме у 60% од нашите стави. Меѓутоа, ти можеш да имаш свој став, ја можам да имам свој став. Например, направи карамбол, ако ги отвориш коментарите од гостувањето на Шика Лазаров, да ги читаш само коментарите, ќе испадне како очи сме извадили. А јас сметам дека тоа е едно од не една, туку мое најкултурно настапување јавно икаде. Не само мој, негово и на Лазаров, баш и у студио атмосферата ни беше баш окей, немаше анимозитет, немаше негативна енергија, барем јас така се осеќам. Ја и Марио позади камери, пак ќе кажам, ја може да не се сложам со неговите ставови. Не сум отишол таму се тепам со него или не знам да се кубеме за коса, ако би се кажало понежно. Али немам, стварно немам проблем. Зашо немам проблем? Ако ме викне у некој подкаст, пример, да разговараме за теми кои што се нормални, па и ненормални, нека се али да ми дозволи пример да си го искажам мојот став, он да се стои на неговата на моето, исто како која би била топ тема во која би разговарале? Не знам, сега се менјаат времењата, може ќе има нешто друго идеја да правиме моје, пошто види, некако издишавме целата тема за LGBT, за ова зона. Не е интересно, него веќе го кажавме тоа што го имаме. Еве не гледаме у последно време ни паради, ни маради ово она, значи немам зошто веќе да ги напаѓам. Зошто би напаѓал некој што веќе не ми смета? Многу лоша перцепција имаат луѓе. Не е само цело време се напаѓа. Сега нема потреба од напад. Кај е потребата? Така што. Кажи ми, што се случува на поле љубовен живот? Една работа чинам за Исидора ќе ме прашаше нешто, пошто тоа е секој второ прашање, тоа ставаме збор. Ајде прашаме, пак ќе ти објаснам јас. Кажи ми, каков ти е твојот однос со неа? Раскина долгогодишна врска, се шушка дека причината е неверство од твоја страна. Дали е вистина? Секој може да си каже што сака. Јас на таа тема имам разговарано многу пати. На крај крајава идете се еднаш прашајте Исидора. Цело време прашајте мене, испаѓа дека само едната страна слушате. Еве, јас. Смееме ли? Гледаш ли се што ми правите? Пак испаѓа мандар лошиот. Сум одговорил многу пати, значи шпекулации има и ке има, и да е така, ни први ни последни не сме што спаскинале ради тоа. Јас сметам дека е ради друго. Сум кажал дека јавната професија е малце заебана кога станува збор за интимна врска, односно за врска со партнер. Знаеш, рекла казала муавети, секојаш имало и ке има и секој како може да се носи со нив. Не би сакал поише да разговарам, зашто реално стварно никој до сега нема прашан Исидора. Прашајте Исидора, видете да видиме незината страна. Затоа што е нефер цело време јас да зборам. Мислам дека така. Не. А на љубовен живот, друго е ексклузивно нешто ќе ти кажам, никогаш поише јавно врска нема да објавам. Че тоа не се деша. Дали се сметаш за влијателен лик во Македонија? Тоа е претходно што ти кажав, дека мора веќе да се соочуваме со тоа колку стануваме големи, колку растеме. Јас не се сметав за таков. Баш што Стефан го правевме муаветов пред некој ден. Вика, човек, седни, застани, значи размисли што правиш, во смисла на концептиве што ги правиш, среди ги, ако коментираш политика, коментирај кој што треба, ако не си више дете, не си више у смисла само кажи што ти имаш влијание, брат. Значи направи го тоа стварно да биде културно, у смисла не дека не знам што зборам, туку у смисла направи го да допреш до уште поголема маса на овакво на јавност, затоа што
ти држи вода тоа што го збориш, те следи веќе голема група на народ и имаш големо влијание. Направи го тоа уште по-професионално, биди професионалец. Значи, у таа гледна точка, така што да, еве, веќе наидувам на тоа и дека сериозно влијам, а и можеш да забележиш, влагам у локал, мандар како се, мандар што правиш, по улици сликање, микање и веќе тоа на дневно ниво станува се поголем и поголем. А тоа се гледа и по поддршката што имам на самите лајвови со донации и со тие. Мандар, кажи ми за крај едно прашање, сакам да ти поставам, дали веруваш во Дедо Мраз? Ако Дедо Мраз, знаеш кој е? Дедо Мраз ти е Свети Никола. Јас верувам во Господ Бог, верувам во Свети Никола. Така да Свети Никола ви е Дедо Мраз, верувам во Дедо Мраз. Имаш ли некоја неисполнета желба или што сакаш да се оствари сега? Имам неисполнета желба што веќе не може да се оствари, таа сам се остварував, тоа со војската, а во моментов што би сакал, искрено немам желби, се како што треба, Господ ми дал тоа што ми треба, здравје имам, пари имам, сам доволно колку што ми треба, работа имам, све што ми треба. Благодарам, Мандар, на убавиот разговор и се надевам дека ќе се гледаме само за Бови поводи. Фала ви на поканата и мило ми беше што те запознав. Дали добар печат ти остави? Како не гледаш од како влегов од врата на нагушкање. Не, секоја чест уште еднаш ќе кажам, браво за ова што го правите, заради тоа што во Македонија се сведе јавниот живот, односно телевизиите на турски серии на баш и возук муавети, така да секоја чест да ми кажуваше некој дека Тара ќе биде таа во Македонија што ќе го донесе овој бранд. Тоа што нешто највеќе ни фалеше, забавна програма, немаше, ја верувам и секоја чест и на неа и на вие како тим што почнавте да го правите. Ти благодарам многу. Јас сум Мандар, а вие гледате Хајп Македонија.